Во продолжение наша редовна рубрика Мој психолог разговараме со Мирјана Јовановска-Стојановска на тема Живот со предизвици. Добро утро. Добро утро. Ќе објасниме подетално целта и идејата за реализирање на ваква тема. Некои се раѓаат и со здравствена состојба, ретка болест и некако целиот живот од раѓањето, уште семејството, личноста влегуваат во тој процес да се навикнат така да функционираат. Но за некого тоа е изненадување. За личноста, за семејството. Колку треба психологот да биде вклучен од самиот почеток, кога веќе ќе се знае дека ете една таква состојба се случила и треба да се живее со истата? Па знаете, психологот треба да биде достапен. Значи, ако семејството, ако личноста не може да се снајде во својата состојба, во таа ситуацијата, дека има ретка болест, дека роднините исто тие што се околу него, со кого што живее, тогаш психологот секогаш треба да биде достапен, да они можат да прашаат, да одат, да поразговараат. Ако семејството или местото каде што живее личноста функционира на некое оптимално ниво, значи поретко ќе им биде потребно совет од психолог, затоа што тие ќе се подржуваат меѓу себе, ќе се разбираат и тоа е уствари првото ниво кое е најтопло, најдобро за една личност да живее во таква средина. Но бидејќи луѓето ние сите сме различни, некогаш и се изморуваме, некогаш имаме и други потреби освен да бидеме тука тесно врзани во семејството и да бидеме некоја поддршка. Од време на време се јавуваат психолошки прашања, некој кој би сакале некој стручно лице да ни одговори или да ни помогне како да се организираме, да функционираме. Значи, во секој случај, психологот во вакви случаи мора да биде достапен, да има психолог и они да можат да одат да разговараат со него. На подолг рок, велите, останува може би се, еве хипотетички под наводници, се на човекот кој што ја носи, на личноста кој што ја носи таа ретка здравствена состојба. Затоа што сите имаме своји потреби и семејството и пријателите, може би не некогаш се изморуваат, може би никако дека се изморуваат, туку и потребите и начинот на живот и обврските го прават тоа да личноста се почувствува сама и да ја биде отежнато. Што вели вашето искуство? За жал сте во право, дека голем дел од тоа како се живее, грижата за состојбата, за лечењето, за се што доаѓа, заедно со една таква состојба, со една таква болест, останува на личноста и на тесното семејство во кое што живее. Значи, во нашата држава се прават доста напори, имаат издружение и таму има и психолози, така значи за социализација и така. Само што ние сите знаеме дека можеби како и сите сиромашни држави, социјалата би требало многу подобро да функционира. Постојат многу делови кои фалат, кои недостасуваат или не се доволно развиени, така да најголемиот дел, јас по моја лична процена, тоа е можда и 80% од грижата за социализирање, за психолошките прашања, за прашања за работа, за здравствените прашања. Понатаму за живот. Да, остануваат на семејството, мислам, на оние кои тесно живеат заедно со таа личност и на самата личност. За жал, постои тоа, но постои се уште и стигмата на блиското семејство во соочување со остатокот од обкружувањето, дека негов близок, еве ќе ги земам како пример бабите и дедовците, дека нивното внуче е со некаква здравствена состојба и се уште постои таа стигма. Не ги носат надвор да си играат со други деца или кога се во парк ги тргаат на страна. Зошто? Па знаете, ние сите кога ги донесуваме децата на свет или кога ни се раѓаат внуци, секогаш имаме некои замислени идеи како тоа дете еден ден ќе порасне, ќе живее, како ќе изгледа, што ќе прави во животот. Очекувања, многу очекувања. Да, и кога тоа надвор, ќе излезе надвор од она што ние сме го замислиле, особено тогаш имаме проблем. Да го прифатиме тоа дете такво какво што е, не само заради ретка болест, него било какви
значи измрдувања од нашите очекувања, од нашите идеи, ќе доведат до тоа да, например, нема да го прифатиме таа состојба во која што се наоѓа детето или промените или начинот на кој функционира и живее. И освен тоа ние и живееме во една таква средина во која што се уште нели ете постојат такви стигми и кон болестите и кон се она што се разликува од така како што треба, како што вели народот, како што нели нормалните живеат, кај луѓето предизвикува, нели, знаат дека критика, осуда, и поаѓајќи малце од себе си, нели, дека некогаш не плашат некои непознати работи, кога не знаеме доволно за нив, некои состојби, некои болести. Да. Луѓето, да, точно, и родителите, и бабите, и дедовците, и тие што живеат околу таа личност, значи, се соочуваат со такво нешто, и затоа реков дека треба психологот да биде достапен, значи во секое време, кога они ќе имаат проблем, кога ќе видат дека нешто се случува со нив, дека они го не зборуваат за тоа, дека затоа што не зборувањето значи дека они се поштедуваат од некои емоционални преживувања. Може би е тоа соочено обично е тага, разочарување, нешто што така, некоја увреденост, некоја лутина кон животот. Прифаќање на реалноста на состојбата, може би тоа. Сега, што велите? Што ги советувате? Како да се надмине тоа? Еве за сите оние кои што не гледаат сега, се во таква ситуација. Па вака се, кога ја би имала еден вака совет кој би бил као волшебно стапче и дека ќе ја смени... Се би поминало и се би било супер. Само обично, затоа би требало значи да разговараат со психолог, да разговараат со стручно лице, за да може да им помогне, затоа што тоа прифаќањето сепак ќе биде процес. Да. Ама нешто што јас, например, од мојата пракса би можела да споделам, може би сите да размислиме дека ако ние не ја прифаќаме состојбата, таа не значи дека не постои. Значи, тоа е и тука. Ако ние не ја прифаќаме состојбата или што се случува со некој наш близок, не му помагаме. Значи, затоа што и он ќе примети дека ние не прифаќаме. Или она, значи, кој да е. Личноста ќе примети дека не прифаќаме, дека имаме проблем, и тоа ќе направи кај незе, кај личноста... Отпор. Па отпор, него некое ниво на свесност ќе се покачи дека со него нешто не е во ред. Зошто да не ме прифаќате? Зашто да не можам јас да отидам во парка? Не можам, зашто да не отидам со другите деца? Зашто да не отидам во училиште? Зашто да не излезам на свадба да отидам кај што се сите? Зашто ја не можам ова да го облечам? Или зашто не можам тоа да го направам? Значи, ќе примети дека нешто се случува и, уствари, со своето однесување ќе направиме штета. На оној што уствари најмногу го сакаме и за кого би можеле се да направиме. Затоа би требало добро да размислиме, значи луѓето да се погледнат внатре себе си, кога ќе видат дека нешто таму постои, ама и човечки е и тоа. Човечки е да не можеме веднаш да прифатиме, човечки е да преживуваме, човечки е да се соочиме со длабоки емоции кои носат такви болести, состојби, ситуации во животот. И ако ни треба, ако видиме дека ние не можеме сами да се справиме, ќе побараме со некого да поправиме муабет, како да го преболиме. Може би е тоа со некоја длабока болка со единето. И ние секогаш за да ја избегнеме болката, ги избегнуваме ситуациите. Да не видиме дека тоа дете не може да потрча, или да не... И тогаш ќе го чуваме детето дома. Или некој човек пак нема да го носиме, да го видат другите, затоа што ќе не боли, ќе ни биде тешко кога ќе го видиме она што се случува. Значи, секој за себе си. Нема потреба да го носиме тоа, затоа што ние со тоа не ја менуваме ситуацијата. Нити некому му помагаме, значи избегнувањето не води кон ништо. Може би во нешто моментална ситуација се решава, ама на долги стази, на време од еден цел живот, тоа донесува само штета. Така да можеме да си помогнеме себе си, затоа што... Треба да научиме да живееме како велат, љубовта лечи се. Значи, можеме да се сакаме такви какви што сме. Не така како што замислуваме дека треба да бидеме. Убаво кажавте, Миријана, навистина, така е.
сакам малку и внимание на обкружувањето. Може би нема да постои таа затвореност, таа стигма, тоа разочарување од состојбата и страф за соочување со околината, доколку околината е поотворена и доколку околината без предрасуди и осуда прифаќа. Да. А кај нас мислам дека се уште постои стигмата за било што, не само за вакви работи. Ние сме многу затворено општество. Се менуваме со годините, имаме нови генерации, но некако се проткајува тоа. Се уште останува. Негде тука е, под тепихот може би, дека сме затворени. Тоа е начин како ние историски сме живееле. Да, нели, пофално е за нас дека го знаеш што тоа село таму. Например, Зрзе селото, па турците не можеле до него да дојдат. Значи колку било подлабоко, колку било поскриено, толку било подобро некогаш. Не можеле да дојдат непријателите, не можеле да ги ограбат, не можеле да им ги земат децата и така. Ама тоа доведувало да луѓето живеат во едни заедници кои се многу затворени и да си развијат една специфична култура која била само тука. И сега културата што се развива е како да ја сочува таа заедница да функционира, нели? И така донесени се многу мерки, правила на однесување, значи и секоја заедница си донела така. И тоа се затворени така. Сега почна тој процес, нели, ние од кога е колку више од 90-та година како сме држава некоја самостојна и се отворивме, нели, почнавме да се мешаме, па ни доаѓаат луѓе порано ги познаваш сите луѓе што ги среќаваш по улица. Сега гледаш дека доаѓаат луѓе и со физиономии, и со алишта, и со нешто сосема различни од она што ние го знаеме. И нормално интернетот е голема работа која ни се случува на сите. Информациите, можеме да гледаме слики, можеме да читаме приказни, можеме да видиме што се случува во Јапонија и во Африка и негде во Јужна Америка, во Патагонија. И тие информации доведуваат да полека ние се отвараме и прифаќаме и се менуваме. Значи, може би кога се зборува за менувањето и за прифаќањето, да следи една добра порака, дека колку повеќе ги прифаќаме другите, ние се прифаќаме и себе си. Зашто никој не е совршен од нас. Сите ние имаме некои делови наши што не кеме маш многу да ги покажеме, што не сакаме другите да ги видат, и затоа што ние не си ги прифаќаме. Кога ќе почнеме ние да си ги прифаќаме и нив, ќе ги прифаќаме и надвор нешто поразлично и поспокојно е живеењето. Навечер ќе си легнам како целосна личност, не морам ништо да скријам под креветот или да оставам некаде. Така да, одново ќе повторам тоа што преска реков, значи негувањето на тоа разбирање меѓусебно води кон тоа да почнеме и себе си повеќе да се сакаме, па повеќе ќе ги сакаме и луѓето околу нас. И тоа е поквалитетен живот. Еве нови генерации се менуваме, носиме, што велите, и новитети, шетаме повеќе, отворени се границите, па може би во тој дел и ќе имаме и некој напредок како општество, велам, но му треба време. Треба време многу на ово општество. Сакав да го заокружам разговорот, секогаш многу убави пораки испраќате. И сакав да го заокружам разговорот како личност, човек кој е во контакт со луѓе кои што еве ќе земеме конкретно имаат ваква ситуација. Што ќе посоветувате, познавајќи го општеството, познавајќи ги проблемите, познавајќи го начинот на функционирање? Живот со предизвици не мора да биде живот кој што веднаш кога нешто такво ќе кажеме како тема и не облева чувство на стрес, на страф, на си билиме, леле, далеку да е, да сме живи и здрави. Некако тоа ни е останато. Не мора да биде така. Може да биде така, таков е предизвикот, ајде храбро да го прифатиме предизвикот и да научиме да живееме со тоа. Не само личноста што има, туку целото окружување. Па знаете како, личноста... Тоа се двете страни. Да, е создадена да се прифати себе си такво какво што е. Значи, деца кои се раѓаат со одредени состојби... Може би е полесно кога е од раѓање.
Па не е Потешко многу полесно, можеби, затоа кога- што ова сакав да кажам дека тие деца, например, без разлика како се родиле поразлични од она што ние нормално велиме дека е, Под наводници, они да. си се прилагодуваат, си се адаптираат и си живеат нормален живот. Нормален, Додека точно. ние, нормалните, не им кажеме дека не можат нешто да прават и дека ја не сакам да користам такви зборови и нема сега да кажам, значи Им дека го менуваме нешто начинот на живот, дека не е им во ред. недостасува Да, точно. или дека не знам Да. ги етикетираат со различни Так. зборови. Да. И ако се случи тоа покасно, например, да ете такви ретки болести да се одново доаѓа до тоа да ние околината им кажуваме, ние нормални што сме, дека нешто им недостасува. Дека ете дека поради нешто они тоа, не тоа и можат. тоа, Да. ти се случи тоа и тоа. Да. Ама мислам дека и тоа некако поминува и дека се повеќе луѓето се отворени, разбираат и прифаќаат. Значи, во рете да бидеш болен човечки е. Значи, кој од нас не бил болен? Тоа што во овој момент сме здрави или се чувствуваме добро, значи тоа е толку променлива состојба, тоа е нешто неверојатно. Мислам, ако некој се Особено во разболи, денешно време. ако некој се разболи, мислам, Да сме живи и нешто здрави. нешто Полека, е тука да. што треба да го решиме. Ете така, ќе се надмине. Тоа е тој момент, Да. дека треба да приуѓеме на ситуацијата дека ќе се надмине. Ма, Ќе се некои прифати. болести се долги и тешки лечења. Значи, Тоа е можеби проблемот. во еден процес на лечење кој трае и може би постојано години и години тука ќе се психологот биде. можеби треба да биде повеќе присутен. Да. Да, И во некои такви состојби. лечења се макотрпни. На самите лечења предизвикуваат да не се чувствуваш добро. Да, лековите што се примаат или тие процедури кои се прават. Мислам дека можеби треба добро да размислиме како ние ќе им помогнеме на такви луѓе, отколку како ние ќе се заштитиме леле, ако не погледнам и ако се тргам на страна, не дај Боже такво нешто, ја не сакам дома, или не сакам мене да ме најде. Луѓето од страв, Така е, значи, Миријана, да. многу од тие болести, 90% не се заразни. Значи, никој ништо нема да му биде ако некому му помогнеш. А мислам дека некаде длабоко натре во душата, сите ние ќе се чувствуваме многу подобро, многу почовечки, кога ќе бидеме отворени кон сите и ќе помагаме. Не мора да се затвориме, не мора да бидеме зли, не мора да бидеме многу исплашени од животот и од тоа што се случува, зашто баш стравот може да доведе до некои внатрешни промени, покачени крвни притисоци, да се ако е тоа долготрајна состојба, нели, со стравови, со отфрлање и со критицирање на све наоколу, да предизвика промени во имуниот систем, во жлезните со внатрешно лачење, односно затоа што цело време се држиме во некоја стрес состојба. Така да, окей, малце да бидеме полабави и малце да ги погледнеме луѓето што се околу нас и да живееме со нив. Не можеме сами да се живееме некаде. Убаво е ова што го кажавте на крајот е колку воопшто кога ќе седнеме, ги гледаме малку луѓето околу нас. А не само седнуваме тоа што е околу нас, тука во затворениот простор, тука да ги отвориме хоризонтите. Да, си правиме тие кутивчиња, ние што ги викаат... Да излеземе од кутијата, такви сигурни места и таму чучиме, како што реков претходно, ние села во кои што живееле нашите предци, си седат таму, нема турците да дојдат, нема никој да ги нападне, нема никој со кого да војуваат. Така и ние си правиме такви, не гледаме и не слушаме што се случува околу нас. Па сега тој ако си има белја, нека му е таму, јас нема да го примам, немам ја ништо со него. Мислам, пак велам за среќа, се по-слаби се такви затварања, се по-отворени сме, се повеќе прифаќаме различности. Во ред е да бидеме различни. Во ред е некој да има различно мислење од нас, различно да изгледа, различни определби да има во животот, различни болести, различни начини на живење, и е многу племенито и човечки ако ние можеме да помогнеме.
наместо да се свртиме, да избегаме или да критикуваме. Помогни наместо да одмогнеш, така е. Ви благодарам. Благодарам, Миријана. Влеговме во темата, која што во овој блок од 8 до 9 ќе посветиме внимание.